спасението. Како што Ноe во арката ги повикал животните да се качат и спасат од потопот, во манастирот Јован Бигорски се повикаа верниците да влезат во црквата за спасение. Годишна традиција, исполнета со духовност, изустување молитви за прошка, свети за среќа. Бигорски живее. Верниците го слушнаа звукот, влегоа во манастирот, помеѓу стариот иконостас, уште по старите икони. Се изгасна светлото. Смртта не е веќе страшна како што беше пред Христа, бидејќи првиот Адам заради гревот он отпадна од Бога и како отплата ја доби смртта. Христос пак новиот Адам кој се воплоти во човечкото тело и преку телото свое ја победи смртта во човечкото тело. Чукна часот, стигна благодетниот оган од Ерусалим. Верниците тргнаа потецот, го пречекаа за нив највозвишеното. Втора година од светиот град, преку Солун, огнот пристигна во манастирот. На 33 свеки, колку што имал години Исус Христос, се изнесе огнот од манастирот. Верниците ги палеа свеките. Огнот се појавува се до ден денес. Значи тоа се случува во самиот гроб на Господ Исус Христос. Патриархот Ерусалимски влегува во гробот и е запечатен онака како што самиот Христос беше запечатен од страна на Понтиј Пилат со чист восок, и он се моли во самиот гроб и доаѓа благодатна светлина и потоа патриархот излегува и го дава благодатниот оган. Многу случаеви кога и самите верници го гледаат благодатниот оган како се симнува од куполата на црквата. Патеките низ манастирот осветлени, 3 круга се направија околу Бигорски, се застана токму пред трагедијата, изгорените конаци. Огнот и солзите за изгореното родија надеж дека Христовото воскресение се прославува во манастирот. Бигорски оваа година останал во сеќавањето на верниците, не се заборавил. Пред да чукне часот на Христовото воскресение, се читаше Евангелие. До моментот на склопување на стрелките, сите заедно се молеа. Молитва во еден глас. Ретко кој не го знаеше писанието на вековната молитва. Во црквата Мок се чека враќањето на светлината. Господ на војските, он е царот на славата. Христос воскресе! Повторно светлина, свеки, манастирот ја остави темнината. Се прославуваше Великден сутринска литургија. Со причест се одбележаа животот над смртта. Преку молитвите се бараше сила и љубов, да се заборави трагедијата, да остане убавината, љубовта верниците повторно да дојдат, како што велат, со милост Божја, до година да го видат благодетниот оган. Со благодетниот оган верниците заминуваат во нивните домови. Се верува дека огнот во домот носи среќа, спокој и љубов. Го чуваат една година, до наредниот Великден. Исус воскресна, навистина воскресна.